Има ли предистрага за хакерскиот напад на Фондот за здравство или МВР само го известило основното јавно обвинителство Скопје и понатака не е преземено ништо? Фондот и ОЈО се фатија во клинч. Од обвинителството потврдуваат дека до нив е стигнато известување за настанот, но официјално не откриваат дали е отворена предистрага и какви насоки обвинителите им дале на МВР за откривање на сторителот. Директорката пак на Фондот на брифингот со новинарите се повикуваше на отворена истрага и не сакаше да сподели никакви информации во врска со настанот. Кои се хакерите? Значи, тоа, како што веќе напоменав, отворена е истрага, тоа е предмет на истрага. Има прелиминарна анализа направена, меѓутоа и таа е вклучена во истрагата. Во однос на тоа дали е платен откуп на хакерите или системот се врати во нормала со помош на странските IT експерти, директорката уште еднаш се повика на истрагата на МВР и обвинителството. Колку пари бараа хакерите? Како што и претходно ви напоменав, сите овие прашања се предмет на истрага, кога ќе биде завршена, ќе ги добиете сите. Од јавното обвинителство Скопје не даваат одговор што постапиле понатака откако МВР ги известило за настанот, иако станува збор за настан за кој постои голем јавен интерес. Сепак, официјално, велат МВР постапува за откривање на сторителот. До основното јавно обвинителство Скопје е доставено известување за настанот. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при МВР постапува за откривање на сторителот. Она што засега е сигурно е дека системот е вратен, а кој ќе понесе одговорност засега останува енигма, со оглед на тоа што ниту директорката Филиповска-Грашковска, ниту директорот Фатон Ахмети, кој користи годишен одмор за патувањето во Америка, не чувствуваат морална одговорност. Во однос на тоа дали колкава штета е направена со плаќање на откуп или на странски IT експерти и дали постојат индиции за кривична одговорност, останува да ги почекаме МВР и обвинителството, оние кои според директорката истражуваат да ги дадат одговорите и да го посочат виновникот.